Премиерот Димитар Ковачевски е оптимист и тврди дека шансите за изгласување на уставните измени се присутни. При тоа напоменувајќи дека се водат поединечни разговори со пратеници од ВМРО ДПМНЕ. Секако дека постојат разговори во собранието, меѓутоа тие разговори се нормално на ниво на принципи, на ниво на идеи во однос на тоа каде ја гледаме Северна Македонија. Дали Северна Македонија, како што јас ја гледам, и другите ја гледаат како земја интегрирана во Европската Унија до 2030 година како полноправна членка, или како што некои сакаат да ја гледаат како земја во изолација, како што ја гледавме 11 години во времето на владата на ВМРО ДПМН. Предлог законот за амнестија премиерот Ковачевски меѓу другото го оправдува и математички. Тврди дека има двојно повеќе затвореници и осуденици отколку места во затворите. Бројот на места во затворите изнесува некоде околу 2113 и во моментов има 2113 во затворите. А на издржување на казна чекаат уште 2200. Тоа значи дека во моментов се потребни 4000 места за да се сместат сите кои што чекаат на издржување на казна. Во делот за уставните измени и проблемот со обезбедување на двотретинско мнозинство, освен ВМРО ДПМН, потенцијален проблем сега се и партиите Алтернатива и БЕСА. Тие бараат условот 20% албански јазик од уставот да се тргне. Беше донесен во едни тешки услови, низ еден компромис кој што го гарантира и Соединетите американски држави и Европската Унија, и секоја промена таму секако дека ќе бара многу широк консензус од сите политички партии кои што се потписници. Затоа велам дека во моментов ние имаме една голема цел која што ни е на дофат и која што треба да ја оствариме, бидејќи гледате дека за прв пат, како што кажав пред неколку месеци, блокадата веќе не доаѓа од натре, не доаѓа од надвор, туку блокадата за прв пат доаѓа од внатре во нашата држава.